Васе Пецов, значи професија економист, доволно почнеми. 15 годишно работа во искусствено делот на економијата. Не само во економијата, веќе, значи, толку стана комплицирано се, така да мора да биде се познаваме до право, информатика, значи мора се да не биде позитивно, да биде успешно во бизнисот. Бизнисот се во тоа многу политичкиот систем влијае на бизнисот, така да ти мора и политичкиот систем да го учиме, мада не е да го учиме за тој тоа. Зборуваме за македонски национални интереси. За кои македонски национални интереси зборуваме по образованието и катастрофа? Значи сега се менува се комплет, целосна историја, која матрица е цело време кога биде подкочен нао да кажам, додека возев. Не знам дали сте гледали филмот Матрикс, исто како некоја матрица се моментално се си мисля. Кога да ни кажуваат буквално шо треба да седнеме за ручек и за вечер да дијаме. Толку е лоша ситуација, не знам дали сте свесни, но јас како чист патриот да ви кажам, што цело време моје враѓање работам за тоа, че сум разочаран до besес. Толку да ни отиде далеко работел, да не преземаме никакви мерки, значи толку да сме пасивни, често пати си велам, дали сме ние зрачени и шо е работел, не ми е ясно. Не е смешно, жално е да ви кажам. Ти му зборуваш за патриотски ставови, за историја, тој ти вели, која историја, ти си богат, затоа зборуваш за историја. Ми се случи тоа пред 2 дена. Не знам од каде да почнем, значи образованието пак ќе се навртам. Тамо се крие, значи, таа млада ентузијастичка сила, која што ги се гради во подсвеста дека не треба да бегат од македонштината. Сега се разградува сето тоа, да ви кажам. Често пати учествувам на сесии, на семинари, често пати наидувам на потврдни одговори од сега одговорни лица кои се на главни позиции во министерства. Не ја обминувам да го потенцирам и тоа дека и самите се свесни, знаат дека е таква ситуацијава, но шират рамења кога да немаат моќ. Зошто сте на таа позиција кога немате моќ да завртите топка на друга страна? Зборуваме полно пати, не знам сега дали ќе ви сме да го зборуваме за корупција, за мито, за непотизам, за не знам што веќе да кажем, за посебно за овие што се во државни органи, пошто често пати тие се кријат, мислам, тие се вистински собственици на едни од најсега пропагирани фирми кои што земаат разноразни тендери и се кријат за трети лица кои се во неврно, значи имаат една некоја мала материјална корист, али често пати одигруваат доста клучна улога за тие главни што се носители на тие фирми. Секојдневно се соочувам со тие работи, али на тој начин зборувате за апаратура, значи за сузбивање на сите тие нус појави, негативни појави. Длабоко е вкореното, да ви кажам, во општеството. Не од сега, од 92 наам, јас сум 77 генерација и од 92 наам баш убаво го фатев тој период и знам колку ние имаме аномалии. Појдувајќи често пати на семинари ве кажувам со исклучок на поединци професори, вика сива економија. Каква сива економија, човече, кога ти ми велиш мене, купи ме книга за 100 евра, ако сакаш да положиш испит. Што правиме сега, значи, детево доаѓа на факултет, на високо образование и си вели, ќе бидам човек, ќе станам, ќе се едуцирам, ќе помогнам за држава. Како бе ќе помогнам кој веднаш ми сече во корен? До 4-та година отидоа јавно на 10.000 евра. Вика сива економија. Тетија сивата економија, почетокот на сива економија. Дечко веќе веднаш ја губи надежда за нешто подобро во државата. И одма ја гледа, значи нејата во некоја друга држава. Си вели, ова е нормална работа кај нас. За понатаму да не зборувам, значи, полиција, судство, катастрофа, непотизми, судели на интереси. Сите тие се собственици. Нема човек во денешно време што не е вработен во полицијата, нема приватна фирма луѓе. Дали се свесни за тоа? Дали се свесни за тоа? Сите тие имат многу битна улога во влијанието на донесување на одлуки во држава. Во кој дел? Заради тоа што тие се пројавуваат како главни инвеститори во држава и се главни кочничари.
се извинувам страшно. Јас попитав ако може да зборувам во тој дел, затоа што тоа се работи истото е поврзано со македонските национални интереси. Ама ја мислам за првото Ако грешам да прекинам, да не зборувам за тоа. Ви кажам дека јас доаѓам од делот на економија и мене тоа ме интересира, ама економијата е длабоко врзана со се во општество. Така да, ајде да не должам многу да не ви одземам време, може ќе сакат други да зборуваат. Значи, мене ми е многу битно само да ви кажам дека и овој аспект, економски аспект е многу битен во градењето на здраво општество во држава. Посебно во делот на образованието, продуцирањето на високо образован кадар, кој што ќе биде свесен и ќе се води сами од себе си со своите идеи да делува во држава, а не некој друг да му го наметнува ставот. Тоа е целава работа. Значи, тоа сакам да го потенцирам. Инаку за кадар не се боите да ви кажам. Се уште има добар кадар во Македонија, само што тие се под целосно влијание на други единки во склоп на социјалната интеракција и во склопот на фамилијата. Значи, таму се гради ставот на една единка и често пати на таа единка не се дозволува само да се определи во кој правец ќе оди и каде ќе се развива, заради тоа што се е тоа наметнато со склоп на околностите во држава. Заради тоа што ние како држава од економски аспект имаме ограничени ресурси, немаме секаква индустрија. И затоа често пати се нанесуваат одредени правци на секој единка, а во поглед дали сте си имале некоја ситуација, оди во таа партија, таа ќе дојде на власт ако сакаш да се запишеш во администрацијата. Така е? Да не се лажим. Значи, многу млади се наведени на тој пат, да ви кажам. Тоа е тоа. Не знам дали нешто сум промушил, ali мислам дека исто клучен сектор, сегмент се образованието, економијата, правото, администрацијата јавна секако. Сега премногу збориме се на колешка, ми вели, ако се смени се, што правиме со таа пренатрупана администрација? Ќе ги падеме? Ќе ги испадеме и така имаме побарувачка на работа сила, дека си најдат да видат како да го печелат левот во приватно да видат. Мада мислам дека приватниот сектор треба да се форсира 100%, заради тоа што мислам дека таму е просперитетот, а не во јавната државна администрација. Државната администрација обично одат на карта да ги се вработиме и ќе си отвориме и плюс некој бизнис. Така е. Значи, злоупотреба од службена положба за доминантна положба на економскиот пазар. Значи, има клучни елементи што во делот на економијата преку Македонија, јас ги имам изградено како ставови и дај Боже да дојдеме до некоја влијание, за да можем тие ставови да ги искажам и да ги презентирам и мислам дека 100% ќе има потврда од сите. Тоа е.